значењето на витамините научивме уште нешто. Дека и ние децата кога сме единствени и заедно секако сме посилни. Ајде да заиграме со битолското млеко. А сега следи ваша презентација, која со задоволство ќе ја проследиме за да научиме нешто ново за млекото. Драги дечиња, драги наставнички, пред се да ви се заблагодариме за поканата, баш ни е чест да видиме денес тука. Одлична организација, стварно сме изненадени и денес мислам дека со битолското чупе ние научивме нешто. Дали знаете зошто сме тука ние денес? Со битолското чупе дојдовме да ви кажеме како течи процесот на создавање на млекцето. Дали може првично јас да прашам нешто? Кој тука пие млекце? Браво! Кој пие јогурче? Леле, браво! Па сите вие пиете и млекце и јогурче, зато сте толку силни! Браво! Браво, браво! Добро, ние тука имаме припремена една презентација, малку дека е светло, може би нема да се гледа, ама јас ќе ви раскажувам. Се работи за патот на млекото. Како секој ден добивате вие млекце на вашите трпези? Можеме да стартуваме и кој ќе заврши. Првично, млекцето го собираме од кај нашите фармери. Дали знаете како нашите фармери го собираат млекцето? Тие? Ајде? Од кравите. Така, точно секој ден нашите фармери грижливо го собираат млекцето од кравичките, дури 2 пати денот. Мора секој ден да се собира млекцето за да се испорачува до нашата фабрика. Е сега, оттаму со едни големи камиони цистерни патува млекцето до нашата фабрика. Кој ќе стигне млекцето, дали знаете што следи? Прво, ајде? Не, првично го проверуваме.
имаме еден сектор што се вика контрола на квалитет и тука поминуваат сите процеси. Дали е добро млекцето за да се пакува за секое детенце. Од кога ќе го провериме? Од кога ќе го провериме млекцето, тоа следува после влегува во процес на производство. Јас тука имам едно видео. После ова видео ќе видите како истото тече, но јас би сакала да дојдете кој ќе има следна прилика да ве поканиме со битолското џупе, да ни дојдете во живо да видите. Знаеме и мислам дека уште подобро ќе биде. Денес ќе видиме вака кратко на видео, меѓутоа добро би било да видите и во живо. Ова ние тука управната зграда и почнуваат да доаѓаат камионите. Што рековме, камионите ни носат млекце од кај фармерите. Овде имаме прием на млеко и контрола на квалитет, проверува како оди млекцето, дали е добро да можеме да го пакуваме. И еве на снимката прикажано е како се пакува јогурчето, како се пакува млекцето. Тука нашите вработени се грижат целосно процесот на производство да се одвива непречено, за да имаме добар и квалитетен производ кој ќе стигне до вашата трпеза. После пакување на млекцето, дали знае некој што следува? Ајде! Така, значи после пакување на млекцето, ги товариме во големите камиони Бимилк со битолско млекце и битолски јогурт и тие после млекца патуваат до нашите продавници, каде што одиме со нашите најблиски и се купуваме млекце секој ден. Тоа мора да се случува секој ден, драги дечиња. Дали знаете зошто? Зошто? Точно, ама затоа што кравичките секој ден даваат млекце, ние не можеме да стопираме. Секој ден мора да се работи да се собира млекцето. Така? Супер. Сега, пошто денес е светскиот ден на здравието и ние посветен на витамините, а јас денес слушнав се мислам за витамините, со битолското џупе. Сега тука имаме една игра, се мислам меморија, сите ја знаеме, и пред се за едукација на витаминчињата. И ова баш ќе ни дојде добро како за повторување. Значи првично ќе канам некој од детенцата да дојдете. И ќе треба со отварање на секое поле да кажеме за витаминот. Може така? Ајде, одбери си бројка. Број 1. Витаминот B7. Што научивме денес за витаминот B7? Што вели тука витаминчето? Што има убава? Значи витаминот B7 ни служи за убава коса и кожа. Браво, браво, супер. Ајде да видиме сега следно, за да го најдеме следното витаминче. Ајде. Која бројка можеме да избереме? Одлично. Витаминот D3. Што ни кажува витаминот D3? Зашто ни служи? Ајде. За силни мускули. Што прави тука витаминчето? Има текчиња. Вели, јас сум многу силен. Така? Браво. Ајде сега, ајде да ги бараме B7 и D3. Ајде. Број 9. Витаминот B9. Што научивме денес за витамин B9? Што носеше витаминот B9 со себе? Ајде. Зашто? Да, а зашто ни служи магичното стапче? За раст и развој, точно така. Браво. Ајде, значи имаме сега 3 витаминчиња што треба да ги бараме. Ајде, следното витаминче да видиме. Витаминот B6. Дали некој се сеќава за што беше витаминот B6? Ајде. Кој ќе ми каже? Ајде. Може?
За добра насмеска. За што беше друго? За добар имунитет. Така? А нас ни е потребен во изминатиот период, ни беше баш потребен добар имунитет. Супер, леле, ние едно витаминче немаме споено. Ајде, кој ќе го спои следното витаминче? Ајде. Витамин B7, одлично, браво! Ја имаме првата комбинација. Браво! Ајде, следно. Ајде, витамин А. Зашто ни служеше витаминот А? Ајде. Точно така, браво, браво. Што прави ова витаминче тука? Дали знаете? Фотографира, зашто има многу оштар вид. Супер. Ти откри? Ајде. Витаминот D3. Ајде подсетување. Зашто беше витаминот D3? Да? Точно така, браво. Ама се си знаете, мислам јас. Имам уште 4 полиња. 5. Тоа е. Витаминот А. Одлично, втора комбинација. Браво. Добро. Добро, ајде да се подсетиме што беше B6. За добар имунитет. Браво, браво, браво. Ајде следно. Витаминот Е. Дали се сеќава за што беше витаминот Е? Дали можеме да се подсетиме за што ни служеше витаминот Е? Што прави ова витаминче, вели вака? Ајде. Може? За убавината, за младешки изглед, точно. Ете го и витаминчето Е повторно го искомбиниравме. Одлично. Ни остана уште едно поле. Ајде витамин Е да го отвори. Витамин B9. Се сеќавате за B9 витаминот? Ајде. Браво, за добар раст и развој. Браво, одлично. Мислам дека ги спојавме сега сите полиња. И мислам дека сите се уморивме малку. Дали може сега да се расположиме со една песничка? Да? Ајде, Битолско.